Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес имам особена чест што во посета на Бутеле претседателот на ВМРО ДПМН, професор Христијан Мицкоски. Заедно бевме на повеќе локации, бевме на еден спортско-рекреативен центар кој што го отворивме пред неколку дена. Знаете дека во секое населено место веќе имаме по еден спортско-рекреативен центар, а во моментов се наоѓаме на првото место кое што слободно можеме да го наречеме плоштад, кој го носи името Слобода. Конечно, општина Бутел добива едно место каде што можат луѓето да се собираат и да организираме манифестации на отворено. Не е ова ветениот плоштад кој што го најавивме пред избори, ова е плоштад кој што не беше најавен, а е изграден. Најавениот плоштад ќе биде многу поголем и ќе се наоѓа на територија на Бутел 1, веднаш до црквата Свети Јован, и се надевам дека исто наскоро ќе почнеме со работа и таму. Она што би сакал да го истакнам е дека плоштадот каде што се наоѓаме денес вредноста е некаде околу 4 милиони денари. Тоа што исто така би сакал да го истакнам е дека следната недела конечно, фала му на Господ би рекол, реализираме едно ветување предизборно, барање на граѓаните повеќе децениско, а тоа е уредување, изградба на ново корито на реката Серава во потегот на Радишани. Секако ќе бидете известени за тој поголем настан, кога ќе отпочне практично изградбата, а веднаш потоа ќе изградиме и трим патека за рекреирање, така да конечно граѓаните на општина Бутел ќе добијат едно вистинско место за рекреирање на територија на општина Бутел. Проект вреден околу 40 милиони денари и навистина и јас лично и мојот тим сме горди што ова предизборно, едно од клучните предизборни ветувања ги реализираме. Училиштето во Визбегово ќе започне со работа од 1 октомври, во завршна фаза е веќе скоро е завршена и градинката на територија на општина Бутел. Во моментов асфалтираме улици денеска, вчера и до крајот на оваа година ќе бидат 60 нови асфалтирани улици на територија на општина Бутел за период од 2 години, што не било случај ни за 10 години наназад, тоа одговорно го тврдам. Така да општина Бутел се менува и навистина ми е драго за тоа и секако ќе продолжиме со уште поголемо темпо, особено во периодот кога за многу скоро ВМРО ДПМН ќе формира влада и за разлика од сега како што немаме никаква помош од централната власт, тогаш секако дека ќе имаме екстремно квалитетна помош од централната власт за уште подинамично и поквалитетно да работиме на територија на општина Бутел и секако претседателот Мицкоски како иден премиер со огромна поддршка на сите оние проекти кои што ќе треба во иднина да ги реализираме. Ви благодарам.